Борбата и политичка и правна е класна, значи на оние кои имаат или да ги наречеме патрициите и богаташите и оние кои не имаат плебејците или прекаријатот сегашен или пролетаријатот минат. Работниците бараат поведување на прогресивна даночна реформа во која небогатите ќе плаќаат најмногу, а на сиромашните најмалку. Зашто не се одважите да го намалите токму овој данокот на додадена вредност? Власта воведува закон за работно ангажирање на малолетници, прекршувајќи го законот за работни односи на Република Македонија. Имате малолетници кои ќе ги ангажирате и никаде не е дефинирано дека не смее да биде во уставот наш вели дека под 15 години не може човек дете да го ангажира. Таква одредба заштитна овдека нема. Партиите на олигархијата ги напаѓаат синдикатите само за да удоволат на нивните финансиери. Класичен by the book пример на разбивање на синдикати. Ние имаме ситуација на такви огромни притисоци да самиот Трендафилов денеска или вчера изјави дека власта планира да му ја скине главата. Работниците бараат платата да ја добијат најдоцна 5 во месецот. Платите во Македонија да се исплатуваат до 5 во месецот. Ако може за нас пратениците платата да се исплаќа до 5, тогаш треба и за сите останати. Ако пратениците добиваат надоме за патни трошоци, тогаш зашто и работниците да не добиваат патни трошоци? Левица во собранието предлага враќање на патните трошоци за работниците. Со години гледаме како пратениците во ова собрание си наплаќаат патни трошоци за фиктивни релации, за патарини и амортизации на нивните возила. Породилното отсуство е единствен гарант за социјална сигурност на мајката и новороденчето. Со измените во Законот за работни односи предвидуваме продолжување на породилното мајчинско отсуство од сегашните 9 месеци на 18 месеци. Бременоста не смее да биде причина за губење на работното место. А губењето на работното место не смее да биде причина за губење на правото на платено породилно отсуство. Пред бременоста, ако мајката изгуби работно место, повторно не смее тоа да биде ограничување во остварувањето на правото на мајчинско породилно отсуство и државата треба да интервенира тука. Работниците се иселуваат од држава која единствено ги застапува интересите на бизнисмените, а ги потценува интересите на работникот. Ако вака го соголивте Министерството за економија, која е сврхата тоа да постои? Или па тоа Министерство постои само за да го дели трудот на работниците на странскиот капитал за безпари? Политичките елити кои ја турнаа работничката класа во бездна не можат да ја извадат од неа. Во континуитет еве веќе трета деценија очигледно станува дека партиите на олигархијата, партиите кои се во джебот на олигархијата и кои функционираат само за интересите на олигархијата немаат визија која може да даде резултати во било кој поглед.